Драги ученици, еве уште една причина зошто е добро да го меморирате табличното множење и делење на броевите до 10. Погледнете го во табличното делење што ќе ви го презентираме понатаму во видеото. Множењето и делењето се две операции кои се тесно поврзани меѓу себе. Например, ако ги помножиме броевите 4 по 5, го добиваме бројот 20. Ако сега 20 го поделиме со бројот 5, тогаш ќе го добиеме бројот 4. Или ако 20 го поделиме со бројот 4, тогаш ќе го добиеме бројот 5. За полесно да можеме да ги воочуваме броевите и нивното разложување, секако потребно е да ја имаме меморирано таблицата на множење и делење. Да го поделиме бројот 36 со бројот 3. Ако го погледнеме бројот 36, ќе видиме дека 36 го немаме како производ во табличното множење. Затоа бројот 36 го разложуваме на 30, што го имаме како производ од множењето на бројот 10 по 3 и 6, што го имаме како производ од множење на броевите 2 по 3. И двата броеви ги делиме со бројот 3. Добиените количници 30 делено на 3 еднакво на 10 и 6 делено на 3 еднакво на 2 треба да ги собереме. Така го добиваме резултатот на вонтабличното делење на бројот 36 со 3. Да пресметаме уште еден пример. Да го поделиме бројот 64 со бројот 4. Бројот 64 ќе го разложиме на броевите 40, бидејќи бројот 40 е највисокиот број во таблицата множење на бројот 4 и 24, бидејќи 40 плюс 24 е еднакво на 64. Секој од овие два броеви ќе го поделиме со бројот 4. 40 делено на 4 е еднакво на 10, а 24 делено на 4 е еднакво на 6. Сега ни останува само да ги собереме добиените количници, односно 10 плюс 6 е еднакво на 16, што значи дека 64 делено на 4 е еднакво на 16. Некои од нас сигурно се прашуваат зошто е потребно да се прави толкава математика и толку многу да се пишува за едно обично пресметување на делење двоцифрен со едноцифрен број. Ова што сега го следевме е еден од начините на кои ние размислуваме и на кои пресметуваме ваков тип на задачи, само графички запишан. Застанете и размислете како сте пресметувале слични примери на овие кои што денес ви ги презентиравме. Како течеле вашите мисли за да најдете устен одговор на ваков тип на задача? Можеби ќе го препознаете своето размислување во шаблонот кој ви е понуден, но досега не сте придавале значење на ова размислување. Доколку вашето размислување следи поинаков шаблон, би ве замолиле да го запишете во коментар или да ни го испратите на адресата од нашата училница, за да можеме да го објавиме на нашата страница. Ова е последно видео за оваа седмица. Ви посакуваме пријатен викенд и се гледаме со ново видео од следната седмица. Ви благодариме за вниманието и посветеното време.